Добар ден и поздрав од денешното празнично издание на Алфа Ординација. На почетокот на ово издание би сакала на сите македонци, на сите наши граѓани и гледачи на Алфа кои што се заедно со нас во моментов да ви го честитам денешниот празник. Верувам и дека ве наоѓаме во добро празнично расположение. На фреквенција на Алфа ја следите денешната програма, новите содржини на Алфаскоп, а во склоп на тоа и новото издание на Алфа Ординација. Колегата Нина веќе ја најави денешната тема, како и мојата соговорничка. Ја само ќе дадам еден мал вовед како објаснување за темата за која што говориме денеска. Одбравме да обработиме една ваква тема која што за прв пат ја обработуваме во нашата емисија, се со цел да ве запознаеме и во овој дел за анестезиологијата во кардиохирургијата, што всушност се прави во тој дел, како се подготвуваат пациентите, која е проценката која што треба да се направи за одредените системи во човековото тело и како тоа изгледа. Тоа не е воопшто едноставна процедура, тука има процес низ кој што се поминува, а тој процес денеска ќе го објасниме со мојот соговорник доктор Бети Костадиновска Јовановска, која што е денеска заедно со нас во Алфа Ординација, кардиоанестезиолог од одделот за кардиохирургија во Аџибадем Систина. Добар ден за вас, доктор Бети, добро дојдовте. Добар ден. Добар ден на вашите гледачи и на вас во студиото. Благодарам на поканата. Ја најавивме темата, ќе обработиме заедно и ќе ги запознаеме гледачите и со ова. Предоперативната анестезиолошка визита ни е прва точка во нашиот концепт за разговор. Тука спаѓаат и проценките за кардиоваскуларниот систем и респираторниот систем, но подетално нели соодветно ќе ни објасните вие. Секако. Значи кардиоанестезиологијата како составен дел на кардиохирургијата подразбира не само познавање на физиологијата, патофизиологијата како и фармакологија на кардиоваскуларниот систем, туку подразбира многу добро познавање на екстракорпоралната циркулација, кој што е составен дел на секоја кардиохируршка операција, пореметување, односно заштита, протекција на миокардот, кој што се составен дел на секоја операција. Благодарение со тек на годините, на усовршување на хируршките техники, кои што исто така многу добро се познаваат од страна на кардиоанестезиологот, напредок во фармакологијата, како и усовршување на мониторингот на самиот кардиоваскуларен систем, сето тоа обезложува денеска да се извршуваат најсложени кардиохируршки операции и кај пациенти кои што се доста тешки срцеви болни. Предоперативната анестезиолошка визита, кој што е составен дел во припрема на пациентот за една кардиохируршка операција, подразбира проценка првично на кардиоваскуларниот систем и понатаму на сите останати органски системи кои што кај пациентите во најголем број од случаи може да имаат пореметувања. Затоа ние треба да направиме адекватни исследувања предоперативно за да со цел се утврдат и да сето тоа на време биде странато, дополнителни исследувања да се направат и да имаме адекватна припрема на пациентот за операција. Прво, пациентите кои што доаѓаат, проценката на кардиоваскуларниот систем се сите со нарушен кардиоваскуларен систем. Секогаш имаме на ум дека овие пациенти кај нив кои што треба да подлежат на елективна кардиохируршка операција, самата операција, односно хируршката траума, стресот, примената ендотрахеалната интубација која што ја имаме, користење на механичката вентилација со позитивен притисок, периоперативниот губиток на крв, како и хипотермијата кој што е составен дел за време на една операција, сето тоа може дополнително да ја наруши функцијата на кардиоваскуларниот систем. Затоа е многу битно, односно анестезиологот во оваа предоперативна анестезиолошка визита да направи, врз основа на клиничките исследувања и врз основа на физичкиот преглед на самиот пациент, проценка на срцевата резерва на самиот пациент, односно да се утврди колкав е оперативниот ризик на пациентот кој што треба да помине една елективна кардиохируршка операција. Како добиваме таа проценка за срцевата резерва? Врз основа на исследувањето, односно сето она што е направено кај пациентот предоперативно. Еден од тие параметри, односно исследување, е проценка врз основа на тестот на толеранција на физички напор, адекватно проценка на ехо, односно читање на ехокардиограмот кој што е направен, од кој што добиваме многу важни податоци. Едно од тие податоци е за контрактилноста на миокардот, односно еженкционата фракција на срцето. После тоа гледаме врз основа на првиниот ехокардиограм дали постои
постојат значи пореметувања во кинетиката, односно контрактилноста испади значи врз подвижноста на одредени зидови на лева комора. Потоа се прави проценка на валвуларниот апарат на срцето, дали постојат некои отстапки и доколку постојат, колкав е градиентот на притисоцот на оштетување на срцевите залистоци. Понатаму се прави исто така значи анализа на направената катетеризација на срцето, односно коронарографијата, поготово за пациенти кои што значи се дојдени за елективна хируршка реваскуларизација на миокардот. Значи се гледа според направената значи коронарографија каде се местата и колкав е степенот на стеснување на коронарните артериски крвни садови. Затоа што кај пациенти кои што значи доаѓаат за елективна хируршка реваскуларизација, многу е битно да се направи претходно, значи кои што се најчесто пациенти со тросадовна коронарна артериска болест, каде што имаме на 90% стеноза на главното стебло на левата коронарна артерија, да се направи значи проценка на ежекционата фракција на срцето, бидејќи пациентите доколку имаат ниска ежекциона фракција, што значи дека под 30%, тие имаат многу поголем оперативен ризик од пациентите кои што имаат нормална контрактилност на миокардот, значи ежекциона фракција над 50%. Доколку се работи за пациенти кои што имаат оштетување на валвуларниот апарат, тогаш значи е многу битно за да се направи адекватна проценка, значи за типот и степенот на оштетувањето. Потоа исто така да се види каков е нивниот одраз врз хемодинамиката. Значи исто така да се направи проценка нивното влијание, односно секундарните пореметувања кои што ги доведуваат врз останатите системи. На прво место врз респираторниот систем, односно да направиме проценка дали имаме значи појава на пулмонална артериска хипертензија, колкав е незиниот степен и незината реверзибилност. Понатаму се прават значи исто така се гледа дали имаме одраз значи самото валвуларно оштетување врз бубрежната функција и врз функцијата на црниот дроб. Од друга страна, сите овие срцеви болни, значи кои доаѓаат значи за кардиохируршка операција, се долгогодишни хипертоничари, значи кои што се на долгогодишна антихипертензивна терапија. Меѓутоа, не кај сите пациенти имаме добро регулиран крвен притисок. Кај пациенти кои што имаме неадекватно, значи несоодветно регулиран крвен притисок, тие се пациенти кои што живеат значи со зголемен системски васкуларен отпор од една страна и намален циркулирачки волумен. Тоа треба да го имаме на ум при планот значи за вовед во анестезија, затоа што овие пациенти доколку тоа значи не ни биде добро испланирано, самиот вовед во анестезија може да доведе до хипотензија заради вазодилататорното дејство на голем број од анестетиците кои што се користат значи за анестезија, а од друга страна пак ако имаме неадекватно значи испланирана вовед во анестезија може да имаме па и хипертензивен одговор. Заради тоа значи потребно е да имаме адекватна припрема значи на пациентите. Во проценката што се прави за кардиоваскуларниот систем треба да спомнеме значи дека постојат контраиндикации за елективна кардиохируршка операција. Како главни контраиндикации е значи 6 недели после акутен миокарден инфаркт. Меѓутоа збориме за елективна. Овде станува исклучок, значи кога имаме итна хируршка реваскуларизација која што се прави значи во првите 6 часа од акутниот миокарден инфаркт. Како друга контраиндикација ни спаѓа значи и евидентна конгестивна срцева слабост. Значи пациентот треба претходно ние добро да го припремиме, да го ставиме на адекватна значи терапија за да го доведеме значи во фаза кога што ќе биде ризикот значи оперативен многу помал и тогаш би подлежал на елективна кардиохируршка операција. Исто така тука како контраиндикација значи за овој тип на операции значи ни спаѓа значи и свеж цереброваскуларен инсулт значи во период од 6 недели. Значи од настана така да значи треба да се направи период од минимум 6 недели за да може пациентот да подлежи на елективна кардиохируршка операција. Проценката значи на кардиоваскуларниот систем е така што е главна. После тоа бидејќи ни се работи за пациенти кои што се во поодмината животна возраст, каде што значи функционалната способност од една страна и значи на самите останати органски системи се намалува, постои поголема веројатност дека имаме пореметување и на останатите органски системи. Зошто? Заради тоа што овие пациенти значи имаат една генерализирана атеросклероза, која што доведува значи до пореметување
неостанатите органски системи од една страна, а и самата срцева слабост, односно нарушување на срцето, ќе доведе значи до пореметување на останатите органски системи. Затоа е многу битно во предоперативната анестезиолошка визита да се направи добра проценка на останатите системи. На прво место функцијата на респираторниот систем. Нас ни е многу битно, значи особено значи ни се битни пациентите кои што се долгогодишни пушачи, кои што значи имаат долгогодишна бронхијална астма, кај пациенти кои што имаме хронична или акутна пулмонална значи инфекција. Кај овие пациенти значи е потребно да се направат значи добра проценка на респираторниот систем. Што подразбира значи проценката на респираторниот систем? Кај сите пациенти кои што ни доаѓаат значи за операција, ние правиме основно радиографија на белите дробови. Тоа е основно кој што се прави кај сите пациенти. Доколку значи врз основа на таа направена радиографија и врз основа на физикалниот преглед на пациентот, ние увидиме и добиеме значи некои информации дека сепак се работи, има симптоми на респираторна значи инсуфициенција, тогаш одиме кон значи проширување на исследувањето, односно се прави значи испитување на пулмоналната функција, односно спирометрија, како и испитување на артериски гасни анализи значи кај пациентот. Ова е многу битно да се направи кај постарата популација, кај пациенти кои што, како што кажав, имавме веќе претходно наместички податок дека имаат респираторно значи заболување, потоа кај пациенти кои што имаат значи проблеми со валвуларниот апарат на срцето од една страна, кои што често значи имале срцеви декомпензации со развој на белодробен едем. Од направената спирометрија и направените артериски гасни анализи, ние ќе добиеме увид, значи кои пациенти имаат значи поголем ризик од периоперативно, односно постоперативно респираторни значи компликации. Во најголем број од случаите, значи проблем имаме кај пациентите каде што форсираниот експираторен волумен во првата секунда е помало од 2 литри, доколку односот на форсираниот експираторен волумен и тоталниот значи витален капацитет е помало од 0,5. Исто така и лошите гасни артериски анализи, кои што значи се јавуваат кај пациент во умирување без значи кислородна поддршка, каде што парцијалниот притисок на кислород е поголем значи од 60 мм живин столб или парцијалниот притисок на јаглерод диоксид е помало од 50 мм живин столб, сите тие се потенцијални кандидати дека би имале проблем значи со респираторни компликации постоперативно. Врз основа значи на направената проценка значи на кардиоваскуларниот систем и на респираторниот систем, ние значи ја правиме значи проценка на кардиореспираторна проценка правиме кај пациентот, од кој што многу зависи значи нели неговиот оперативен ризик. Затоа се користат многу класификации. Ние една од најчестата класификација што ја користиме е НИХА класификацијата, кој што ние значи НИХА класификација значи толерирање на физички напор и појава на ангинозни тегоби. Според оваа класификација, значи пациентите ги делиме во 4 класи. Значи во првата класа ни се пациенти кои што имаат срцево заболување, меѓутоа можат да ги извршуваат најнормалните физички активности без да се јават тегоби од типот значи на потешко тиво дишењето, замор, прескокнување, значи чувства на палпитација и појава на ангинозни тегоби. Во втората класа ни се спаѓаат пациенти каде што значи имаат срцево заболување, меѓутоа имаат незначително ограничување во физичката активност. Што значи? Овие пациенти во мирување се без симптоми. Меѓутоа, минимална физичка активност, односно вообичаена физичка активност доведува значи до појава на тегоби од типот на палпитации, замор, диспнеа и појава на ангинозни тегоби. Во третата класа се пациентите каде што значи имаат срцево заболување, дека кои што имаат значително ограничување во физичката активност. Кај нив минимална физичка активност значи доведува до појава на веќе спомнатите тегоби. А во четвртата класа ни се пак пациенти кои што се многу тешки срцеви болни, каде што срцевото заболување е во многу напредната фаза. Кај овие пациенти имаме и во мирување, значи тегоби од типот на потешко тиво дишење, не можат да лежат нарамно, значи појава на срце биење, ангинозни тегоби и кај нив и најмал минимален физички напор доаѓа до влошување на општата состојба на самиот пациент.
Да, во овој прв дел така убаво ги објаснивте сите овие проценки и сите оние спонтани прашања дополнителни кои што ми дојдоа на ум ги одговоривте истовремено, така што немав потреба да ве прекинувам. Ника класификацијата за проценка на кардиореспираторната резерва е она за која што зборувавме сега, но остануваат и проценки на останатите системи. Тука е брежниот систем, хематолошкиот систем, коагулациониот систем и ендокриниот систем. А потоа и проценка на ЦНС, или ќе ни кажете вие конкретно што тоа значи. Така што овде има доста проценки кои што би било добро да ги наброиме, а имаме уште повеќе од 5 минути, односно 5-6 минути за одговори на ова прашање. Она што е клучно и важно да го знаеме во овој дел. Секако, значи останат нареден систем кој што ние треба да направиме проценка е проценка на бубрежната функција. Кај голем број од пациентите, значи кои што доаѓаат, значи кај нас за елективна кардиохируршка операција имаме веќе нарушување на бубрежната функција како резултат на таа една генерализирана атеросклероза и затоа е многу битно кај овие пациенти да се направат исследувања, значи предоперативно, се со цел, значи да ние адекватно знаеме, значи со каков тип на пациент располагаме, за да се намали ризикот од периоперативното, значи влошување на бубрежната функција, како и развој на акутна бубрежна инсуфициенција постоперативно. Затоа, значи во предоперативниот скрининг ние од испитување кои што ги правиме, значи редовно кај сите пациенти е испитување на вредноста на уреа и креатин во серумот. После тоа правиме, значи, исследување на клиренс на креатининот, поготово кај пациентите кои што имаме анамнестички податок дека се работи за оштетување на бубрежната функција. Ја следиме осмоларноста, значи, на серумот и на урината, секако и биохемиска анализа на урината. Значи, пациенти кои што имаме поголема веројатност, значи, дека ќе имаме периоперативно влошување на бубрежната функција, како и постоперативно развој на акутна бубрежна инсуфициенција, се најчесто пациенти кај кои што предоперативно имаме зголемени вредности на уреа креатинин, пациенти кои што се диабетичари, пациенти кои што се во одмината, значи, фаза, бидејќи како што кажавме претходно, значи и со годините, значи и функционалната способност на останатите органски системи се намалува. Така, сето тоа е многу битно, значи да ја испитаме адекватно бубрежната функција, за да после тоа навремено ги превенираме, значи, сите работи. И во периоперативниот и во постоперативниот период. Нареден систем, значи, кој што, значи, треба да го испитаме, тоа е хематолошкиот систем. Значи, оно што е битно кај пациентите кои што доаѓаат на елективна, значи, операција е да имаме хемоглобин, значи, кој што ќе биде 10 и над 10 грами во децилитар. Значи, тоа е битен параметар, бидејќи потребата за кислород, значи, на сите ткива во организмот зависи од кивните потреби, од минутниот волумен на срцето и колкав е процентот, односно парцијалниот притисок на кислород во артериската крв. Затоа овие пациенти кои што, значи, подлежат на операција, не е исто да имаме анемичен пациент кој што имаме, значи, добра контрактилност на срцето, односно ежекциона фракција над 50%, каде што потребата за кислород ќе ја обезбеди, ќе ја надополни, значи, покрај тоа што имаме анемичен пациент, со зголемување на минутниот волумен на срцето. Меѓутоа, доколку имаме ние анемија кај пациент кој што има ниска ежекциона фракција, значи ежекциона фракција под 30%, во тој случај ние не можеме да ја надополниме потребата за кислород со зголемување на минутниот волумен. Затоа е битно, значи, хемоглобинот кој што, значи, го одредуваме да биде со вредности 10 и над 10 за планирана, значи, кардиохируршка операција. Доколку се работи за анемичен пациент, тогаш, значи, или периоперативно ние треба да ја искоригираме таа анемија, или за време, значи, во планот за операција да обезбедиме поголема, значи, количина на концентрирани еритроцити. Останат систем, значи, кој што ние го исследуваме, е коагулациониот систем. Многу е битно, поготово за нашиот тип, значи, на операции, да се на време утврдат дека постои одредени пореметувања во коагулациониот систем, за да се спречи периоперативно и постоперативно крвавење кај пациентите. Затоа, од она ние рутински што го испитуваме кај сите пациенти е одредување на бројот на тромбоцитите, одредување на активираното парцијално тромбопластинско време и протромбинското време.
Не секогаш функцијата на, значи ние добиваме значи лабораториски нормален број на тромбоцити. Меѓутоа, бидејќи овие пациенти во најголем број од случаите предоперативно се долго време на антиагрегантна терапија од типот на аспирин, така да кој што доведува до нарушување на функцијата на тромбоцитите. Затоа ни е битна не само бројот на тромбоцитите, туку и времето на крварење, значи да го одредиме предоперативно. Пациентите кои што се на антикоагулантна терапија е многу битно, значи ИНР, односно протромбинското време, да биде значи во вредност помала од двојка. Тоа збориме за елективна кардиохируршка операција. Ако ни се работи за итна и е поголемо од 2, тогаш значи ние го користиме значи од лекови од типот на витамин К или значи свежи смрзнати плазми за да може да ја доведеме во нормална вредност, а исто така и обезбедуваме ако се работи за итна операција и поголема значи количина на крвни деривати. Така да сето тоа значи е многу битно, мислам, за нас како значи кардиоанестезија и кардиохирургија. Од она што досега го кажавме, ни остана уште добар дел за одговор. Тоа значи дека ќе инвитиме нашите гледачи дека во продолжение во некои од следните изданија на Алфа Ординација ќе имаме продолжување на оваа тема, каде што и подетално ќе ги објасниме другите сегменти кои што се склопат вашата работа. Јас само можам да заклучам дека ваквите проценки предоперативни се исто толку важни колку што е важна самата операција. Можеби поважни бидејќи треба да се секако е многу важна предоперативна за да може значи да се намали оперативниот ризик значи кај пациентите. Затоа значи се дава посебен акцент на значи тој дел. Да. Ви благодарам доктор Бети што бевте денеска со мене со нашите гледачи што успеавме да обработиме оваа тема за која што има повеќе да се зборува. Ние ќе